најголем извор на загадување се автомобилите. Јас кажав 30% дека се домовите, но да не заборавиме, тука огромен процент е сообраќајот. Ние имаме убедливо, мислам треба да се погледнат статистиките, ама јас сигурно сум дека ќе бидеме на врвот. На телефон, знам. Да, Кога ми кажа преку 20.000 стари возила. Стари возила, мислиш на евро 1, 2, 3. 3, значи кои што се надвори сфрлени комплетно од сообраќаен режим во цивилизирани држави. Кај нас ние све сме дозволиле да се увезе. И сега оваа приказна има две страни. Луѓето немаат како да стигнат од точка 1 до точка 2. Значи да стигне од дома до работа е проблем. Бидејќи нема јавен транспорт, кој што е добар и кој што е самоодржлив, кој што е незагадувачки и слично. Како да стигнат луѓето? Да се качат на велосипед, опасно е по живот. Јас возам велосипед и сакам да возам велосипед низ град, но кога ќе ми кажат децата дека ќе излезат со велосипед, јас имам родителска ноќна мора. Да, знаете какви се велосипедските пати, сите се само на 2 минути застанати. Значи луѓето немаат опција освен да имаат некое свое возило. Немаат финансиски можности да купуваат нови возила и нормално дозволено увозот. На стари купуваат стари. Значи нашата економска моќ не е толку силна како на запад, за да можеме да ги употребиме нивните мерки, ама од негде мора да се почне. Па многу е непопуларно сега да им кажете кога може да ги возат автомобилите луѓето, бидејќи повторно се враќаме кај гласачкото тело.